Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за Заспи ако можеш со Драга Милосалјевиќ и Горан Момировски. Горан Момировски кој овој пат ќе го вклучиме преку апликацијата Zoom, го гледам на мојот екран, поточно на лаптопот, верувам дека и вие сега веќе ќе имате можност да го видите. А наши гости за вечера се двајца колеги наши, двајца новинари, телевизиски уредници, господинот Сејат Ризвановиќ од ТВ24. Добро вечер. И господинот Александар Видиновски од Канал 5 телевизија. Добро вечер. Мене ми е задоволство, морам да признавам што сте двајцата во нашето студио. Долго време се познаваме и приватно. Знам дека Ризвановиќ, освен на телевизија, е прилично активен и релевантен на YouTube. Да, супер. Да, со воен канал, да. Со воен канал, од друга страна Александар приватно е познат диџеј, така велат некои. Па, те ги поздравам тие така што велат. Така што велат бројните обожавателки на Александар Видиновски, но вечерва имаме повеќе теми на разговор, ќе мешаме малку внатрешна политика, малку надворешна, малку меѓународни односи, ќе видиме докаде ќе стигнеме. Несомнено, еве Ризвановиќ, започнеме од вас. Ова што се случува со скандалот околу МНАВ добива се нови димензии, се поставува прашање, ако почне годината вака, на ваков начин со овој скандал, што не очекува понатаму? Па видите, тој проблем околу МНАВ толку е заплеткан, толку има историска позадина, да гледате како ги прават чекорите и како се обидуваат да го расплеткаат, тие повеќе се заплеткуваат всушност. И со она што го правеше судот, што го направи, што не одреди притвор, и со назначувањето на нови директори, па премислување не тој овој, па и тие што ги назначија веднаш им извадија афери некакви, корупцијски скандали и така натаму, тоа покажува дека таму е, иако сега тука е проблемот што според законот директорите мора да бидат од редовите на МНАВ, мора да бидат и контролори на летање, така е според статутот на МНАВ, но тоа покажува дека таа организација има метастазирано канцер во неа и не може да се отплетка вака со некои конвенционални чекори. Не можете вие да смените директор, да ставите друг од внатре и тоа потоа да се оправи. Да се оправи. Решение нема, тоа е дефинитивно. Нема, да, таму е потребно системско решение, потребно е длабоко решение, длабока реформа на таа институција. Инаку се ова ќе бидат само некакви закрепи, фластери кои нема да донесат решение. Добро, но Видиновски, денеска премиерот Ковачевски вели во синдикатот е проблемот практично. Таму имате семејни стебла, луѓе кои што се вработени, татко, син, брат, не знам кој. Колку што разбрав, да, еден од проблемите е повеќе слојни проблеми меѓу кои синдикатот. Драган, само најпрво ви сакам да се заблагодарам за поканата. Доаѓам после цел ден дежурство во Канал 5, меѓутоа кога те видов тебе тука и тоа свеж лик едноставно доби волшебна енергија да можеме со сега да истереме емисијата, он има температура, така што и двајца треба да бидеш благодарен дека дадовме големи напори да дојдеме во твојата емисија. Апсолутно. Немој ќе не чујат од Министерство за здравство, ќе прати инспекција. Ќе влезат инспектори. Мислам дека мала настика е во прашање, меѓутоа Ризвановиќ може да издржи. Да, околу изјавата да се вратиме се малку сериозно. Се е тоа во ред, меѓутоа мене ми е дискутабилно и првото прашање што ми се поставува е, ако премиерот имал таа информација порано, зашто до сега не реагирал? Зашто требаше вакво нешто да се случи, да има упад на лица во МНАВ, да се случи неколку 10 на 15 минути наша држава да нема контрола врз контролата на летање, за да даде таква изјава. Предпоставам дека такви стебли или генерации, брат, сестра, татко, син има повеќе институции. И сега ако бил тоа проблемот, зашто до сега едноставно не се реагирало? Зашто се дозволи Волку да кулминира ситуацијата, да се даде таква изјава? Но лакоското објаснување секогаш не сме знаеле. Добре, како се магично дознаа? Па, тој друго и да не знаеле, и тоа според мене, според моето мислење, е пропуст. Не може да не знаат во таква важна институција кој се работи и што работи таму и како е вработен. Добро, меѓутоа останува она што денеска го дознаваме. Прво, министерката за одбрана вели немавме критика од НАТО, меѓутоа поставија прашање. Ние сме НАТО држава, колку и да е тоа, нели, колку да сме мали, неважно, ние сме НАТО држава. Таа вели од НАТО поставија прашана. Од Европската унија велот направете контрола дали имате тамо не знам начини на кои што се потребуваат разни термини на вработување преку фамилиарни линии и така натаму. Значи
настана меѓународен скандал. На крајот на криштата и во регионот сите медиуми почаа да пишуваат за нас. Очигледно има поголема тежина од тоа што сакаат да ни ја представат како ајде. Се случила некаков инцидент, некој тамо се покошкал со некој друг и сега никому ништо. Види, Драган, нормално дека има огромна тежина, мислам апсурдно е сега они да се обидуваат да го релативизираат тоа или толку брзо да излезат со став дека немало загрозување на воздушниот сообраќај, дека немало пореметување, дека тој инцидент не влијаел. Дали знаете дека за контролор за летање, значи треба да исполнат низа услови. Меѓу кои е да немаат диоптрија, да немаат спандилоза. Значи, доколку од седење добија спандилоза, тие се дисквалификувани. Бидејќи, ако го заболи сега него, он дур контролира авион, ќе се деконцентрира. Значи, да не зборуваме за останати психофизички услови кои треба да ги исполнуваат, кои патем они не ги исполнуваат сите, да тоа е друга приказна. И сега замислете, вие седите у контролата за летање, бидејќи разбрав дека не влегла групата баш во самата соба, контролна соба, туку во ходникот. Го тепале тој човекот, контролорот. Да. И сега вие седите, навигирате авиони, а слушате ваму како колекта го тепат и тој јаука и вика. И како тоа не е загрозување на авиособраќајот? Значи они биле во тој дистрактирани биле во тој момент додека сето тоа се случува. Тоа по самото по себе дефиниција. Околу НАТО, ако министерката вели НАТО прашале, тоа воопшто не е наивно. НАТО прашале. Знаете, тоа не е некакво прашање онакво сега се седиме, ние си правиме муабет, па што правите вие, да. Што се случи? Значи тоа е многу сериозен став на НАТО, ако прашал, нормално дека прашал, бидејќи сме НАТО членка, бидејќи ние не знаеме тие колку кажаат 28 авиони во воздух колку биле или колку беа. Два биле наводно, да такви информации имаш. Добро. А не знаеме дали биле цивилни, дали биле војни, дали имало авиони на НАТО, дали во тој момент летал некој генерал на НАТО или некој председател на држава и така натаму, а сигурно имало. И нормално дека ќе се заинтересираат. Види, ова е настан без преседан. Па еве сме слушнали некојаш да влегла група некаде во контрола за летање и да ги претепала контролорот. Не, вака малце бинарно да го гледаме, проблемот се одговори со да или со не. Дали упадот или нападот на контролната кула за момент, без да навлегуваме дали 5, 10, 15 минути, дали ја наруши работата на контролорите на летање? Да. Дали кога ќе се наруши работата на контролорите на летање, се стават во опасност воздухопловите кои што летаат? Апсолутно. Дали владата потоа рече дека ќе ги различи сите директори и управниот одбор? Дали го направи тоа? Дали го направи? Не. И до тука може да завршиме до сега како се развива. Сега да видиме дали има кривичниот суд, има се 48 часа рок да се по жалбата на обвинителство, да видиме сега со Незири дали ќе има, како се вика, притвор или друга мерка на предпазливост, да не преюдицираме. Меѓутоа министерката Славјанка ја спомнавме и таа денеска реагираше дека судот практично она вика ајде да не правам притисок, меѓутоа рече на еден начин да не навлегуваме на тоа сега квалификација притисок не притисок, меѓутоа побара сериозност од судот. Сега министер за одбрана без разлика луѓето определени што како мисли има за владата за определени мисли, сепак е министер за одбрана на земја членка на НАТО и кога таа ќе каже дека судот треба сериозно да ги земе доказите или не знам што списите на обвинителството, тоа сигурно не е тоа воопште наивно и дека претпоставам дека сериозно ќе се земе. Види, Драган, од технички аспект уште само да кажам. Таму во МНАФ има 3 или 4 институции и во Дирекцијата за цивилно воздухопловство кои се поврзани на некој начин со оваа тематика со безбедност. Значи дали е нарушена безбедноста или не. Значи Тунтев, значи директорот на агенцијата, веднаш излезе со став дека не е нарушена безбедноста, па потоа судот се повика на тој став, бидејќи ако директор на институција ти вели дека не е, тој е релевантен, кој друг да каже, нели? Министерката Славјанка Петровска. Веднаш и тоа се надоврза да го кажа истото дека не е нарушена, а немаме одлука од тие органи кои треба тоа да го кажат. Еве да преведам поедноставно за гледачите. Ако се случи некаква несреќа, авионска, не дај Боже, и сега одма да излезе директорот на агенцијата за цивилно воздухопловство да каже: "Не, ова не е човечка грешка, компјутерот зател." Чекај бре, треба истрага, па треба да се изјаснат таму внатрешните органи. Значи не зборувам за обвинителство. Правно-кривичната постапка е тоа е друг настан кој обвинителството треба да се го тера. Но самите органи внатре кои се поврзани со МНАФ треба да дадат таква оценка и квалификација. Јест. Горан, убаво рече Ризванов, дали ке се случиш, ова е скандал без преседан.
Па добро, ние вчера зборувавме, освен што е скандал без преседане, сериозно загрозување на безбедносните капацитети на Македонија. Владата, не би сакал да ја коментирам, кажаме вчера некои работи, зошто чекаше 5 дена, воопшто немаше апсолутно потреба и претходно имало вонредни владени седници за далеку по-бенигни прашања од ова. Мене ми е малку џашувачки тоа што беше сменет единствениот од директорите кој што претходно застанал на страната на вработените, на вработените, не само на синдикатот, но тамо практично имате сега сериозна полелба и нарушување на работните односи или меѓучовечките односи во МНАВ, што дополнително и во иднина ќе ги комплицира работите. Смената на директорот не е нешто што тука согласувам и со гостите, што ќе го реши проблемот. Таму имате сериозни проблеми. Она што мене ме вџаши денеска од изјавата на премиерот е дека тој се обиде одговорноста на владата, која што е неспорна, да ја пренеса на Евроконтрол. Денеска разговарав со двајца луѓе, еден наш човек кој што работел со Евроконтрол и еден човек кој што бил директно во Евроконтрол, кој што вели дека Евроконтрол нема никакви ингеренции врз натрешните поставености и работата на македонската навигација. Че тоа се ингеренции на македонската институција и таа треба да ги решава од процедури за прием на вработени. Постојат правила кои што во случајов и според Евроконтрол не се, иако ти официјално не велат уште ништо, утре очекувам официјален одговор од Евроконтрол, ќе го добијам, денеска само ми најавија дека најбрзо што може ќе дадат одговор на ово обвинување од страна на премиерот. Меѓутоа, Евроконтрол е европска институција која што дава принципи на однесување, критериуми, стандарди и сите треба да ги почитуваат. Но според тоа што го слушнав од неофицијалните извори, премиерот Ковачевски направил дипломатски скандал заради тоа што се обидел својата грешка и грешката неговата влада во околу МНАВ да ја префрли на Евроконтрол и за тоа веројатно нема да има јавни некакви реакции од Евроконтрол, сепак се работи за една сериозна институција, но е сериозен шамар за сите луѓе кои што работат на безбедноста на македонското небо и како такво на небото на Европа, заради тоа што знаете дека се работи за систем кој што е меѓусебно поврзан и не може да функционира индивидуално. Но одговорноста пред се од тоа што јас го разбрав, утре ќе видиме официјална, е на македонските институции. Владата ги бира таму директорот, менаџментот, сите соодветни луѓе кои што треба да одговараат и пред законите и за работата на МНАВ, и владата е таква што носи одговорност. Посебно прашање е каде е тука министрот за транспорт Благој Бочварски, повторно ќе го прозивам како вчера, кој што не видовме со никаква изјава да каже дали се чувствува одговорен, се работи тука сепак за ресорот транспорт. За жал Бочварски, како и претходно, го нема никаде. Да, ако го читаме добро и она што го зборуваат од Европската унија, го потврдува тоа што го зборува Горан, затоа што буквално пораката беше државните власти да одговорат. Па нормално не беше пораката кон МНАВ како таков, не беше кон некој индивидуалец или кон некаква институција, туку државните власти да одговорат. МНАВ инаку не е членка само на Евроконтрол, МНАВ е членка, ги извадив тука, и на Меѓународната организација за цивилно воздухопловство ИКАО, на Европската организација за безбедност на воздушни пловидби Евроконтрол, на Организацијата за услуги на цивилна воздухопловна навигација КАНЗО, значи членки се на тие организации МНАВ и на НАТО. Значи одговорноста е повеќе слојна, апсолутно. Тоа е не кажувам дека зборувам за тежината, за важноста, за тежината на инцидентот во поглед на членството на МНАВ во тие организации. Инаку да кажете дека Евроконтрол е виновен или не знам кој е виновен, апсурд. Владата ги назначува директорите потоа тамо со конкурси примаат контролори, примаат вработени, не само контролори, тамо има и администрација, има и безбедностни служби и така натаму, има техничари. Сето тоа го прават они, мислам. Тоа е некој апсурден став, не го разбираш. И сега Сакам, мислам, сите сме колеги, може да си поставиме прашање. Мене малце поинтересно и сега да не влегуваме детали, МНАВ тамо е што е, како е. Мене исто така многу ми е занимливо интересно за анализа на самата психологија на луѓето, да речеме поражените функционери, како они седеле дома и добили инспирација и имат храброст, дрскост да влезат во државната контрола на летање и да го направат тоа што ќе го направат. Зборуваме за Незири конкретно. Да, и за неговата екипа.
И како може така, сега ова само поставам дилеми, така, и како може да речеме еден таков витален државен објект да се даде, да го обезбедува кичевска приватна фирма, што видовме колку го обезбедува. Мене тоа ми е просто фасцинантно. Баш ме интересира и вашето мислење. Кој е директно мотивот на луѓе да се организираат, да влезат тамо и да тепат, кој ќе знаат тоа какви реперкусии, бидејќи ајде да речеме тие што биле главните тамо тепачите не се неписмени луѓе, мислам дека точно дели тамо работат. Знаат што тоа значи. Има еден момент кој што и можеби не префрла во друга тема, но сеедно. Очигледно е дека Дуи чувствува, тука зборувам за Дуи како партија, очигледно дека луѓето таму, не тврдам дека Али Ахмети лично, меѓутоа луѓето кои што се дел од тие структури чувствуваат толку голема моќ, толку голема недопирливост, што сметаат очигледно дека може да си дозволат да направат и инциденти кои што се во принцип непасливи за било кој друг. Друго објаснување нема, човекот бил директор, човекот бил не знам што све не. Не, меѓу другото, извини што те прекинам, Драган, меѓу другото покажува колку се ранливи нашите институции, колку лесно може физички таму да се влезе да се направи што сака. Во некој хипотетичко лудо сценарио, некако сака да направи некој поширок инцидент, со ова му се покажува колку се порозни институциите и сигурноста, колку лесно може да се направи тоа што е направено. Се согласувам за таа порака. Меѓутоа мене ми е моментот на чувството, повторно се враќам кај Дуи и мислам дека во целава приказна односот на СДСМ како партија е ајде да спасиме што може да се спаси, па ако може и на некаков бениген начин ќе смениме на директор или нешто. Меѓутоа јавноста гледа Ризвановиќ дека на Дуи навистина се им се може. Можеме да набројуваме инциденти и скандали од сега до крајот на емисијата, само да ги набројуваме, нема нигде да стигнем. Мора да се кажа тука неколку работи, тоа е апсолутно точно, но не е исто така ново, значи Дуи ова го прави 20 на години. Апсолутно. Еве ќе ве вратам на исто така еден инцидент, кршењето на статуата на Цар Душан. Значи кога излезе целото раководство на Дуи заедно со Артан Груби, со оние токмаци, како се вика, и со камери снимени го кршеа споменикот на Цар Душан. Тоа не беше скриено, Ништо, дали има некаква реперкусија за тоа, некаква кривична одговорност? Ништо не се случи. И сега, како што ти велиш, можеме да набројуваме, но за жал не е само Дуи. Не е само Дуи, иако сега зборуваме за Дуи, не сакам да релативизирам, имаме и други примери, имаме примерот на упадот во општина Центар, организиран од ВМРО ДПМН. Во тоа време општина Центар исто така институција на локална власт, каде што потоа има и судски процес, кој исто така пропадна како и се што пропадна. Но кога зборуваме за Дуи, знаеш како да се изразам, да не филозофирам премногу, во физиката темнината не е материја. Темнината нема честички, не постојат честички на темнина, туку честички на светлина. И темнината е само отсутство на светлина, всушност. Значи кога нема светлина, тоа е темнина. Инаку таа не постои физички. Исто како и ладната. Да, исто како и ладното. Бидејќи во термодинамика постои само топло, нема ладно. Ние имаме отсутство на држава кај нас. Целосно отсутство на држава во јавниот простор. Ние немаме сега не сакам да бидам најпрецизен па да кажам правна држава, владење на право, бидејќи знаеме дека сите тоа го кажуваме како држава. Ние немаме држава. Немаме држава во ниту еден поглед. Ни во институциите, ни во правосудството, и овој упад на Дуи, кој не е само скандалозен, туку е дрзок, кој покажува дека за нив, значи нема ништо свето у оваа држава. Нема ништо свето. Контрола за летање, затворена со чипови, земја членка на НАТО, внимавајте, земја членка на НАТО, они улетуваат бандитски, тепаат таму луѓе, нема граница, не постои граница, и потоа повторно нема реакцијата од институциите. Значи ние за жал немаме држава, Драган. Тоа е. Сега ги спомнато упадот во општина Центар, дали имаше и кршење на тоа, нешто требаше да биде црква на Кале. Исто така како беше тепачката. Артан Груби организираше, тоа беше од разбуди се. Нешто, тоа беше пред 10 години и политичката партија, да речеме, што го организирала тоа, ја плати својата цена. Сега сме 10 години. Во ред. Јас само сакам да... дали не се случувале негови работи многу во минатото, зашто не ги учиме лекциите од тоа? Зашто дозволуваме повторно после 10 години да не се повторува тоа и уште по црни форми? Мислам дека сега го одговори тоа уште претходно, затоа што нема последици. Па нема последици, да. Нема казна, нема санкција, нема ништо.
правиш одредено дело кое што не смееш да го направиш и поминува така. Јавноста 3 дена мрмори, се буни Да, и да. после тоа завршува приказната и никому ништо. Дали приметувате колку имаме во последно време напади на полицајци? И тоа гледам дека сакаат некако да им дадат некаква етничка конотација најчесто, па дали у Тетово или у Сара или у Струга, но јако што гледам во билтенот има секаде, и во Битола, и во Струмица, и се случуваат Тоа не се секаде. случувало порано, искрено. Значи, па тоа Барем не во таков Се случувало во не толку таков- интензивно, да, право таков сте. Тоа интензитет. Драган ти покажува дека граѓаните веќе не ја гледаат полицијата како синоним на некаква држава, дека На нешто што систем, може да ги да. казни или на систем. На организираност. Дека гледаат дека ништо не функционира, едноставно се осилени и знаат дека нема последици по тоа, дека и да ги уапсат ќе се јават кај Кај што овој, треба. кај оној, Кај и што ќе ги треба. пуштат. и Зборено никому е ништо, со да. еден Па човек. тоа е последицата на пораката која што секојдневно ја покажуваат политичарите со неказнивоста. Тоа е само последицата. Тоа што се случува. апсолутно, Да, и апсолутно, тоа тоа ако е. не се среди нешто само ќе ескалира. Ќе ескалира. Ме гледаш на блага насмевка кога да сакаш нешто да ми кажеш или ќе се допаѓа што зборува. Многу работи би ти кажал Видиновски, меѓутоа ќе го задржиме тоа за некои приватни моменти. Горан, да те вклучиме тебе. Не сакам многу да коментирам, да не одземам време за гостите, но морам да отворам една тема, ако се согласите. Многу малку во јавноста се зборуваше за тоа кој кого тепал. За мене клучна и многу важна ситуација во целиот овој скандал. Значи, влегле луѓе од ДУИ кои што тепале други албанци. Внимавајте, и тоа некои медиуми го објавија. Иако е сега ние, например, до сега не правиме таква разлика, затоа што не сакаме да ги делиме луѓето. Меѓутоа, многу битен момент. Што значи тоа? Дека ДУИ може да тепа албанци кои што не се од ДУИ. Македонците се заштитени во МНАВ, нема да ги тепаме, но ги тепаме само нашите. Или ќе тепаме само роми, или ќе тепаме само срби, само турци, или турците ги тепаат само турците, а македонците само македонците. Оваа држава Македонија не е држава само на македонците, не е држава само на албанците, е држава на сите нас заедно. И ако вие, ова е одговор на прашањето, зошто тие луѓе тргнале од дома, функционери некои од нив на ДУИ, прилично добро инволвирани околу Али Ахмети, околу Артан Груби, гледаме фотографии, гледаме функции нивни, еден не лежал затвора, требало да лежи, пукал со калашников, чинам во дуќан, одсуден на 1 година затвор и така натаму и така натаму. Ќе тргнале од дома за тоа што некој им дал изин, им дал дозвола да одат да тепаат таму и дека нема да одговараат. Зошто? Затоа што ќе тепаат албанци. Македонците не ги закачаме, србите, турците, бошњаците, да не заборам ромите, власите не ги тепаме. Тоа за мене е катастрофална ситуација. Ние дојдеме во ситуација да се сакаме само меѓу себе, по етничка линија, да се мрзиме меѓу себе и на крајот да се тепаме меѓу себе. Што некој ќе рече, добро, нема меѓуетнички судири, но не. Суштината е дека овде, пораката до албанците кои што сакаат да ги почитуваат законите, најголем дел од албанците се такви. Тие ќе бидат жртва на тие кои што не сакаат да ги почитуваат законите и мислат дека треба да ги спроведуваат по нивно. И ова за мене е најзагрижувачко од целата ситуација. Се мислев дали да го споменам ово и вчера и денеска, но мислам дека оваа екипа денеска може добро да го изанализира овој феномен. Не смееме сите ние останатите да дозволиме албанците да ги тепаат своите, македонците своите и така натаму, така натаму. Тоа ја води Македонија кон една нова, друга ситуација од која што нема враќање без разлика дали сме членки на НАТО. Добро, вториот момент е и по политичко определување. Да. Можеме да ги тепаме тие што се во нашата партија. Тие што се наши приврзаници. До кај ќе не однесе тоа? Наистина е Па, ја мислам, Драган и Горан, пошто не слуша, дека треба да направиме никој да не тепа никого. Апсолутно. Мислам, не да направиме, Тоа, да функционира законот. треба да функционира законот и готово, да. законот. Во однос на тепаниот, интересно е ова што го спомна Горан, неговото апсење при излез од државата. Така објавија медиумите дека тоа е лицето кој било нападнато. Значи, мислам дека можеме слободно да заклучиме дека човекот тргнал да бега, плашејќи се од одмазда. што е исто така елемент сам за себе, да. Веројатно, предпоставам, не знам зашто ден после инцидентот или два колку беше, кога објави МВР дека е приведен, тој тргнал некаде доди. Мислам на Косово. Добро, меѓутоа факт е Без дека разлика. се обидувал да бега тој што бил практично во позиција утре да тужи. Тоа е тој што би требало да покрене обвинение и Втора така работа. натаму. Против него МВР има поднесено кривична пријава за загрзување на воздушниот сообраќај. Зошто е поднесена кривична пријава против него за загрзување на воздушниот сообраќај кога тој е тепан?
Исто така тоа не ми е јасно во приказната и никој не го објасни. Зашто е кривичната против тепаниот, против жртвата за загрозување на воздушниот сообраќај? Може би има, не знам, не можам да тврдам. Но според приказната или според она што е објавено и она што е кажано, никаде не слушавме дека он направил прекршок, туку направило овие што влегле да го тепат. Значи, тука исто така ми мириса на... Се согласувам со тебе и тука повторно влегуваме во еден друг момент со случајот со малата Вања, иако многу не сакам многу да зборуваме на таа тема, можеби и премногу ја окупиравме јавноста, сите ние како медиуми, мислам, во последниот период со таа тема. Меѓутоа и во тој случај со малата Вања и со Панче од Велес, државата, односно Министерството за внатрешни работи од старт почна со пропусти. Со недоволно и јавното обвинителство. Со недоволно јасни податоци, со сомнителни елементи, за 500 евра било целата приказна, ги баравме, не ги баравме, вака се случи, онака се случи. Оставија простор народот да остане збунет и да се прашува што всушност се случило. Добро, сега имаме истото, правев паралела само со истиот случај. Уопште не човек за кој што никој јасно не кажува зошто го волите уопште, што точно се случило, нели е жртва тој. А не ли е симптоматично, да речеме, и овој српскиот политичар многу, како се викаше... Тоа е посебен проблем. И да. тоа мене лично ме револтира затоа што ние се најдовме во ситуација покрај толку медиуми во Македонија, толку истражувачки новинари и покрај институции во Македонија, да се најде човек од соседна држава, политичар. Јас искрено за него немам некое познавање претходно кој е што е, и да ни држи практично предавање по час и пол што се случувало во Македонија. Ама тоа така беше Драган и порано. Ќе те потсетам еве кога беа кога течеа преговорите помеѓу Македонија и Грција околу уставното име, неважните информации секогаш ги добивавме од грчките колеги новинари. Така е. Со Бугарија кога беше и со од бугарите ги дознававме. Меѓутоа тогаш имаше друга страна која што логично би им предавала информации. На грчките новинари, дека Темерини редовно тоа одеше, им предаваше грчките служби, претпоставувам. Овдека излегува српски политичар кој што во принцип нема ништо со Македонија. Па добро, може и него некој му даде. И сигурно. Меѓутоа, знаете како излегува и час и половина зборува, вака беше таткото е наместен, ова се случува, она се случува, слики вади, фотографии, видеа и сега практично ни брца во многу е тешко да, многу е тешко, да, симптоматично е, ама мислам барем мене лично ми е многу тешко да коментирам бидејќи има уште многу прашања кои што не се одговорени, се уште трае истрагата, да. Така како што се одвива работите, остави простор за различни толкувања, меѓутоа сепак мислам дека треба да почекаме да видиме како ќе се случи и ќе има уште многу прашања кои што ќе бидат одговорени. Јас се согласувам дека за случајот е така, меѓутоа мене ми асоциацијата на ова што го зборува Ризвановиќ и со кој што започна практично во разговорот, апсолутниот недостаток на институции во Македонија. Апсолутно дилетантизам, ова не е аматеризам. Дилетантизам со кој што се пристапува кон сите работи. Почнуваме да се плашиме, неодамна моја пријателка ми зборува во приватен разговор, ми вели, сега ми е страв да се качам во авион, ми е страв да се качам во воз, ми е страв да одам на лекар, ми е страв не да Боже на суд да отидам. Значи буквално, и ми вели што треба да правам, да седам дома. Па и дома не си заштитен. Ние сме, Драган, да, ние само дилетантизам, институциите се заробени кај нас. Заробени се партиски, значи тие не функционираат. Како што кажав, недостаток на држава имаме. Ние имаме институциите воопшто не функционираат или функционираат само по потреба, функционираат насочено, онака како треба. Па гледате дека сите судски одлуки буквално се кројат. Гледаме кроење на судските одлуки, онака како им одговара, значи кривуда онака нели како река лево, десно, така се движат во зависност од случај од случај. И секогаш излегуваат на некој начин во корист на неправната држава, ајде да речеме, или во корист на тие што треба да се заштитат, вака, така, политички за пари, за моќ и така натаму. Така да, ова што го зборувавме и за Вања, исто се согласувам со Видиновски, има таму доста непознаници, но се уште трае истрага, ќе видиме, нека го донесат Палевски, да видиме, многу ќе биде интересно што ќе каже. Неговиот искаски кога ќе го донесат? Затоа е посебен проблем. Да. Турција рекоа дека може Турција и да бара одредени работи за возврат, за да го пуштат. Теоретски со журналистите сакаат да се пресметуваат, можеби ќе бараат да екстрадираме некој од нив. Турција порано од нас директно бараше да ги затвориме сите геолинистички школи и универзитети во Скопје. И ние не го направиме тоа. Имаше, мислам дека во меѓувреме се направија некакви
Малце нешто некакви- Малку мрдна нешто, веќе. Нешто мрдна? Уметнички дојам, тоа Но, беше, да. видите, немам никакви информации, но јас лично не верувам дека Турција за овој случај ќе постапи така, во овој случај. Бидејќи се работи за убиство на девојче, многу сензитивен Кој случај. што и кај нив одек на И кај не специфичен начин. одекна, да, не верувам дека овој случај ќе го искористат за политизација, бидејќи има Турција механизми доколку сака нешто да не притисне, има и други механизми. Не верувам дека за ова ќе тактизираат. Тоа е моје мислење. Да, зборуваме за ќе се убаца малцата, зборуваме за институциите, можеме да го погледнеме тоа малце еден друг аспект. Како навистина изгледаат нашите институции. Јас во Канал 5 направив неколку репортажи за негрижата на државните за државните објекти и објектите од врвен национален интерес. Значи, вака, човечки земјане, ако нешто го сакаш, се грижиш за него. Ако државата ја сакаш, прво што треба да направиш да се грижиш за низините врвни објекти, тие што имаат најголем национален интерес. Зборам за МАНУ, за собрание, за влада, за министерства, за што и да било. Сите граѓани, поминувајќи ве ти лично, кога ќе поминеш од собрание, што гледаш? Сакаш ти кажам, ѓубре, распадната железна обрада, фасада направена ко чоколада со ориз, искршени стакла, коцки од некој павер елементи искршени, диво паркирано возила во Тремници и дом нарама сирот што се распаѓа. Во владата делови фалат, плочниците се искршени, тоа е сликата за нашата држава. Сега не можам да очекувам од кој да било влада, која што нема да успее својот двор да се го среди, да го среди Да дворот средува од цела Берово држава. или закон или држава. Мене тоа ми е просто фасцинантно како после толку апели од јавноста преку нас медиумите, буквално со прст не се мрдна. Најнебулозно ми беше да речеме и од Министерство за култура, не знам дали сте поминале да видите како изгледа зградата на Министерство за култура, тоа е, мислам дека ја лично го доживувам како навреда и мој личен срам како граѓанин на оваа држава. Тоа изгледа како барака на амбуланта во Романија во 90-тите години. Просто неверојатно, може да отидете да видите. И кога поставивме специјално прашање кон телевизија до Министерство за култура дали нешто ќе направи ова да се поправи, одговорот што го добивме беше и не е толку лошо, малце претерувате. Вака карикирано Па да, кажа. ама тоа е тоа, да. И Тоа е генералниот те пристап. обесхрабруваат што и да било да повлечеш како медиум нешто напред, да направиш нели очите на јавноста да речеме сме ние. Јасно. Пред универзитетската библиотека, најголемата библиотека, архитектонски бисер на државата, за Климент Охридски зборувам. Се разбира. Знаете што има на влезот? И околу има измет човечки. Има железа што висат. Внатре можеш хорор филм да снимаш. И тоа се навикнавме тоа да ни е нормално. Не е нормално, ама стварно не е нормално. Се согласувам. Значи зборуваме за центарот на државата, тука каде што треба да почнат сите промени, каде што треба институции кои што треба да ја повлечат напред државата. Изгледат катастрофа, навечер се темница, само кадилни се светат. Мене тоа ми е просто фасцинантно како тоа се дозволува и како студи времето така таа нигрижа прогресира. Мене искрено ми се допаѓа овој пристап што го имаш и се согласувам. За жал се согласувам. Особено ти си човек кој што постојано патува поради работата која што имаш, често си и во Брисел и на разни други места низ Европа, па можеш да направиш и лесно паралели како изгледа тоа. Драга, не постои таква држава. Значи можеш од непосредно обкружување Грција, Бугарија, Србија, Косово, Албанија, тамо државните објекти знаете што е центар на државата, па порано луѓето племенски собири кои имаат, тоа кај што поглаварот кај што живеел во центарот на селото била најголема куќа, најубава, така. Тоа е символ на државноста. Сега ќе дојде некој, искрено сега ќе кажам, може некој ќе му биде смешно. Имав еден гостин од странство, го шетав низ Скопје и кога го виде собранието ме праша што оваа зграда ми беше срам, му кажа локал police station, локална полициска станица. Добро, значи, собранието своевремено важело за архитектонско чудо кога е направено пред да, сега 80-90 години, меѓутоа начинот на кој што пристапуваме, Горан, сакаш нешто да додадеш? Ако ми дозволите само на кратко, што е тоа што може ни да направиме како новинари, спомна некој претходно. Тоа што треба да го направат сите во Македонија согласно тоа што го работат. Судиите да судат според законот, обвинителите да обвинуваат според законот, политичарите да ги почитуваат законите што и самите ги носат, собранието, пратениците нели да гласаат закони од интерес на граѓаните, ние како новинари да информираме. Немаме друг начин. Се овде е малку прекритички кон владата емисијава некако навистина ја мислам дека све лошо зборуваме, за жал имаме и право во најголем дел, но
немаме друг начин освен да ги кажуваме работите што не чинат. Ја вчера споменав во емисијава за еден случај, според мене картелско здружување во Струмичко, каде што обвинител и судија цели 28-9 дена молчат за евидентирано исчезната марихуана вредна меѓу 6 и 18 милиони евра, различно каде се продавала зависи. И после тоа вчера моја реакција на Азаспи ако можеш, денеска добивам информации дека се придвижуваат работите. Тоа е единствениот начин. Имаме нов случај денеска, ќе го споменам, Центар за меѓуопштински центар за социјални работи во Скопје носи одлука со кое што дете се дава на практично паралелно одгледување на родителите, иако таткото е осуден, правосилно осуден насилник. Затоа што неговиот татко е многу голем богаташ од Охрид и сега тие луѓе мислат дека можат да одат контра законите и контра природата ако сакате. Нема да споменам повеќе детали, но сакам да кажам дека кога ние работиме согласно принципите новинарски, согласно ако сакате и човечките принципи на живење, често пати, многу пати има резултат. И затоа апелирам, еве и ние тука што сме сега вечерва собрани и сите останати и владата и министрите да барем да се обидуваат да ја работат работата, да се води Македонија е прилично тешка работа. Тоа мора да го признаеме. Многу комплицирана работа. По етничка, по верска, по економска, по социјална, по полова основа е многу тешка работа. Македонија е многу комплицирана држава. Но доколку секој се врши својата работа, мислам дека ќе имаме огромни резултати. За жал, Македонија е земја каде што не сите се вршат својата работа и затоа немаме институции. Добро, кога се во прашање медиумите, јас морам да се согласам и со Горан и со вас двајца дека со сите проблеми што ги имаме, со сите маки, можеби и спротивставености и непријателства што ги имаат новинарите меѓу себе, во принцип ја завршуваат својата работа. Она што го гледа јавноста на крајот на денот е добро завршена работа. Мислам дека ние го завршуваме нашиот дел. Гледа вечера што се дешава. Колегата Сет со температура дојде тука цел да биде да гостува на емисија што не е лесно и утре дента Сабајлето има пак емисија. Јас цел ден бев на работа, дојдов тука на емисија. Ти на Микици беше. Јас на Микици бев, да. Денеска Видиновски ме провоцира 2-3 пати, ќе размислиме за одговор. Меѓутоа, медиумите генерално ја вршат својата работа. И од друга страна, еве има некој обид да се направи закон со кој што ние ќе бидеме во малку по-привилегирана позиција, ќе бидеме заштитени како сликати, како службеници, како службени лица. За напад да се одговара, за напад да се одговара и така. Значи, ајде да речеме дека има нешто, благодариме на Бога што не сме Еквадор, каде што вчера гледавме снимки како не знам криминалци влегуваат во телевизија како нашава, не знам поштованите гледачи дали знаат, буквално влегуваат криминалци во телевизија среде емисија со пушки ги легнуваат на земја сите новинари, камермани, продукција, режија и така натаму и потоа Господ знае што е со нив. Не сме таква држава. Благодариме, велим, на можеби на фактот што сме во Европа, па се уште тоа не е дојдено, меѓутоа факт е дека ми се чини и нека не ме сватат погрешно луѓето, кога би биле сите би ја вршеле работата како новинарите, можеби навистина би биле подобро место за живење. Јас би преминал на една друга тема ако се согласувате. Може ли само за ова кратко за медиумите? За да не биде еве и Горан што кажа дека ние вече само следиме и ја критикуваме владата. Значи, состојбата со медиумите е реално подобрена во поглед на слобода, на говор слобода на работа. Тоа е реално така и тоа го покажуваат сите меѓународни извештаи. Знам дека ти, Горан, имате проблем во однос на кривичните пријави, дека тоа го толкувате како притисок и според мене е притисок, апсолутно. Тоа е една од црните дамки, ајде да речеме, на функционирањето на оваа владеачка гарнитура. Не верувам дека тука ќе се случи нешто страшно, дека е само притисок, но генерално атмосферата е добра. Но знаеш, Драган, се користи сега една друга стратегија. Како не ве притискаме ние вас, не ве напаѓаме, не ве затвараме, не правиме ништо тоа. Зборувајте се колку сакате, никому ништо. И никому ништо. Тоа е стратегијата. И знаат дека се ќе помине за 3 дена, за 2 дена, за 3 дена. Знаете, во пиарот сите знаеме, ние има две стратегии. Една е да одговорите, друга е да премолчите.
И најчесто одат на таа најчесто се карта. продолжува. Еден скандал преклопува друг, трет, сега да се сетиме што било актуелно пред 3 месеци, нема ни да се сетиме. Нешто Тоа го што било зборувавме, да. најбомбастично тогаш, нели? Сега треба да размислиме да се сетиме. И тоа е стратегијата. Што во принцип е добра, што во принцип Не е знам дали е добра. добра. Ја мислам дека тоа долгорочно прави многу поголем Долгорочно, да. револт во општеството и тоа се гледа. Затоа што кога имаме, да речеме, хипотетички режим, и сите викаме овој диктатор, ваков, таков и целото општество е сконцентрирано кон личности, кон влада и сака да ја сруши, има цел. Не ти дава, нема слободен говор, не можеш јавно да ја критикуваш и се зголемува револтот. А сега можеш се да си кажеш, меѓутоа кога што кажеш, нема реакција и се осеќаш некорисен едноставно. Не сакам така да кажам. Добро, што се однесува до кривични пријави и така натаму, тоа е секако непријатно. Лично јас или Горан како се справуваме со тоа е друго прашање, мислам дека сме прилично рамни во врска со тие работи, меѓутоа околу генералниот начин дека да се остава секој да лае, условно кажано колку што сака, а на крајот на денот сето тоа да не значи ништо. Меѓутоа повторно значи, затоа што јавноста следи. Јавноста следи, гледа, мери, зборував со еден сериозен политичар неодамна и вели се уште некои луѓе не може да разберат дека ова не се 90-тите години, дека ова не се ни 2000-тите години, во 2024 луѓето во Македонија веќе ги живеа сите болести на навлегувањето во демократија. Научија се и што значи кога те мамат, што значи кога прават од тебе будала и што значи кога те манипулираат. Не е веќе тоа така лесно. Да, Драган, ја мислам да резимирам на некој начин, мислам дека на Македонија како држава е потребен не генерален ремонт, туку тотален ресет. Ресет. Значи ресет на сите институции. Го зборуваме тоа многу често. Ризвановиќ, меѓутоа и тоа не се прави, како да кажам, само со заложба на некој. За генерален ресет треба да постои генерална желба кај сите. Треба институционално, треба граѓанска свест, треба свест кај сите сегменти на општеството дека да, навистина дојдовме до дното и ајде сега Бугарија во 90-тите години. Успеа да се извлече од таа нула, претпоставувам. Не го заборавај клучниот момент, силна поддршка од надвор за тоа. И логистика за такво нешто. Бидејќи ние сами не можеме да го направиме. Што е многу поразително. Ние самите ништо нема да направиме. Повторно, еве како со МНФ. Едни директори ќе смениме, ќе ставиме други. Добро, Звановиќ се согласувам. Меѓутоа, не сакам да го употребам зборот протекторат. Многу лошо звучи. Тоа има негативна конотација, конотација, но за жал тоа е. Ние сме зрели за протекторат или ајде да речем за принудна управа. Ние сме зрели за принудна управа. И јас не гледам друг спас. Навистина не гледам, не знам како ќе ги добро, на таа принудна управа, ова и за Ивдиновски и за тебе, таа принудна управа сепак е од некој надвор кој што објективно помалку ќе се заложува и помалку ќе го интересира отколку нас натре. Некој гледа дека таа принудна управа е преговори со Европска унија. Некој така гледа. Добро, но тоа веќе оди на фонот на власта која што вели, знаете што, не можеме да се справиме, не може да се справиме со корупцијата, а мај да почнеме преговори со Европска унија, тоа ќе не среди. Не можеме да се справиме со правосудството и сите проблеми. Да, ме ужасува помислата дека има луѓе стварно во државата што веруваат дека оваа држава постои само за да биде дел од Европската унија и дека ако ние заглавиме поради XY причини кон патот, дека ние под знак прашалник се става опстанокот на државата. Тоа често пати го имаме во јавноста од дури од некои луѓе кои што себе се сметаат за сериозни. Можеме да дебатираме околу тоа дали сме подготвени односно зрели за, како што вели Ризвановиќ, за принудна управа, меѓутоа јас се плашам дека не постои некој од надвор кој што објективно од срце или од професионални причини би се заложил за нас повеќе отколку самите ние. Тоа е проблемот. Еден германец, да, со сите нивна дисциплина, со сите нивни правила на игра и се, можеби ќе ги направи тие работи. Меѓутоа, повторно велам, ќе се најде начин да заглеви во нашите балкански калови. Ќе го корумпираме, ќе му најдеме начин да го подкупиме повторно и него. Ние за тоа јас кажувам, ние кажуваме што треба да се направи, но се сложувам, тоа за жал нема да се случи. Бидејќи нема никој сега да вложи толку време и енергија за нас да не оправа, да не направи држава. Тоа е втор момент. Зошто би се трудел? На крајот оните велат, слушајте, вие имате држава, еве ви, и не ви даваме совети. Направете ова цело време ни кажува. И по некоја пара ви даваме во ред. Еве холандскиот амбасадор седна со Али Ахмети и директно му кажа: имаме назадување, ова е назадување, значи и толку застанува нивната мисија. Што може друго да направи? Може сега
во Европска унија, освен Бугарија да не блокира и Холандија, поради владење на Добро, право. не е тоа мала работа. Па не е, да. Апсолутно. Да. Холандскиот Но- амбасадор не е ова прв пат, Но тој сакам да постојано го прави кажам, тоа. нема пак они да не средат натре. Толку нивната Не, толку нема се да не нивните стреат, али можности, може да. да не стават у питстоп уште 10 години, Да, уште апсолутно, малце да да. изеволуираме Да, ние да. тука за да направиме некои работи. Да, да. Еволуција во политичка смисла не оди како природната еволуција. Да не остават па ние некако сами да се дегенерираме. И тоа не се случува. Ние во политичка смисла не зрееме. Може би емоционално станува позрела јавноста, може би интелигенцијата на луѓето се поснажна благодарејќи на искуствата што ги доживеала. Меѓутоа во политичка смисла мислам дека не може да постои напредок кој што би дошол сам природно од себе. И тука е за мене главното прашање. Докаде може да оди помошта или притисокот од надвор, а докаде може да оди нашата способност за неетење и апсолутно неверување во сопствената држава. Ова е прашање, Горан, може би и за тебе, неверувањето во сопствената држава. Смешно е ако не знам еден коп се викаше овој амбасадор? Дирк Јан Коп, Дирк да. Јан Коп, има повеќе верба во државата отколку премиерот наш или не знам некој наш функционер. Или било која политичка структура, ако сакаме. Изјавата на Коп е катастрофална по повеќе причини, но да не забораваме дека имаше и тука и други амбасадори кои што беа вака прилично директни, радикални. Да не го забораваме пронешиот француски амбасадор Тимоние, кој што јасно кажа дека со Македонија владеат 10 семејства, никој тогаш ни од власта, ни од опозицијата, ни од аналитичарите, од експертите не зема да истражува кои се тие 10 семејства. Ја верувам дека Тимоние, кој што сега мисли дека амбасадор во Црна Гора, дека ќе сакаше да го каже тоа. Поврзано сакам да го поврзам ова со тоа што го кажа претходно сејат околу протекторатот. Македонија во одредени своји државни капацитети е веќе протекторат. Имате повеќе видови на протекторат. Финансиски, бизнис, банкарски ако сакате, политички, собраќаен и така натаму, идеолошки имате различни видови на сегменти од државата се под контрола на странски институции. Ние денес имаме ситуација каде што премиерот на Македонија, Димитар Ковачевски, јавно кажа дека ќе побара дозвола од Грција, од странска држава, да проложи рокот за важноста на документите, лични документи, пасоши и лични карти. Малку да прашам некој што работи во одделот за меѓународна соработка во МНР или во МВР, можеби Обединети нации, меѓународно право, експерти, ќе му кажеле дека државата Македонија е таа која што одлучува за своите патни исправи. Дека законите или не знам обврските од не знам од Преспанскиот договор, не знам на што го темела тоа Ковачевски владата со документите, може да биде елегантно решено наместо да гледаме со денови резил ситуации, хаос пред подружниците на МВР каде што се вадат пасоши. Но второто Што исто прашање, така Горан, второто прашање овдека е зошто воопшто се чекаше за ова? Можеше уште пред една година. Уште пред 6 месеци да се донесе одлука. Не пред една година. Пред 5. Пред 4 години Да. требало, затоа што владата знаела уште пред 5 години дека ова мора да се спроведе. Зошто до пред година и 6 месеци се уште се издаваа пасоши без северна? Значи некој тука направил некаков ќар. Некој знаел дали имале толку образци од пасоши, па сакале да ги продадат на граѓаните, а потоа да ги сменат. Ова е исто така прашање за сериозна истрага. Јас се сомневам дека државата имала 100-200 000 образци за пасоши лични карти, нели, без северна, но сепак сакала да ги излажат граѓаните, да ги продадат, па после нови со закон ќе ги менуваме. Што е крајно нечесно, не фер. Навистина не може да го разберам тоа. Но суштината е дека премиерот Ковачевски бара, тоа е класичен протекторат, вие барате од туѓа држава да ги решава внатрешните проблеми со пасошите. Така што ние веќе сме во голем дел од работите протекторат, а не би требало да биде така. Треба да биде коректно, утре Ковачевски да го викне Коп, амбасадорот холандски да го праша, кажете ми кај се проблемите, што можеме да направиме околу тоа прашање, на што забележувате и проблемите да се решат. Иако сега веќе е касно, пред изборите веќе е касно. Оливер Спасовски гледаме дека замина, додека граѓаните му седат пред полициски станици и чекаат да добијат пасоши, да ги добијат, пазите, не да поднесат документи. Се чека со недели да ги земете документите. Што се веќе сте ги платиле по брза постапка. Имаше денеска Васко Белецки, Македонија со Швајцарија.
платил 100 евра по брза постапка и не може да си го земе пасошот човекот треба да патува до Швајцарија. Па тоа во која држава го има тоа? Никаде, ни во Бурунди, ни во Сомалија, која што не е функционална држава. И тоа зборуваме за држава со 1.800.000 луѓе, објективно тоа се сразмерно многу малце документи, ако земеме Нео Индија, кај што треба да печатите милиарди, меѓутоа ние и за тоа успеаме да направиме проблем. Меѓутоа, ајде да влеземе во еден друг дел. Добиваме технички премиер, албанец, не е спорно во она основна смисла. Звановиќ, вие сте представник на малцинство помало во Македонија, јас исто така, воопшто не би ми сметало од тој аспект. Ако стане секој сметам дека треба да има шанса да дојде на било која позиција, и на претседателска, и на премиерска, и на било која во државата, тоа тука сме мислам на чисто. Меѓутоа во случајов ќе стане премиер практично само затоа што е албанец. Да, за жал тоа кај нас така. Значи никој нема да провери дали Талат Џафери во случајот ги задоволува критериумите, оние вистински критериуми. Можеме нели да спориме дали беше добар во собрание, дали не беше, дали беше добар министер своевремено или не. Меѓутоа тој сега ќе стане премиер само затоа што е албанец. Тоа е неговата квалификација, албанец. За жал. И каква е таа порака за сите нас? За жал, Драган, тоа е поразително, но ние така функционираме. Така е, значи и за вработување во јавна администрација, и според балансерот, и според квотите, и се. Значи, едноставно, функционираме по етнички принцип, тоа е поразително, апсолутно. Но за жал, така е. Талат Џафери ќе стане премиер само за да добие политички поени и да каже дека имале премиер албанец. Дека го исполниле тоа што го ветиле пред не знам колку години. Иако тој ќе биде 3 месеци пред избори, дека ќе биде технички премиер, знаеме сето тоа како функционира, но тоа е само уште една нивна онака, значи демонстрација на нивната политичка сила, моќ и така натаму. А инаку дека е поразително, апсолутно е поразително. Па мислам, тоа кога зборуваме за тоа дали некој по етнички принцип треба да стане било што, навистина е глупаво, мислам. Значи треба да сега имаше и со возработување во здравство и во болници и така натаму за се дигна прашина, иако така е според балансерот. Без согласност од Министерството за финансии. Да. Меѓутоа не можете вие да бидете доктор ако немате квалификации за доктор. Не може да бидете во контрола на летање ако немате квалификации за контрола на летање. Не може, не може да бидете генерал на војска ако немате квалификации. За назначувањето на Талат Џафери за технички премиер може да се гледа и како почеток на предизборната кампања на ДУИ. Пред својот електорат ќе може да кажат, ете, нашето предизборно ветување за премиер албанец, нели така тргна за топ СЕО, исполнето, меѓутоа тоа нема да донесе леп во куќата на некој обичен албанец, нема да му донесе вработување на некој обичен албанец, нема да му ги исполни. Апсолутно. Сега зборувам од партиската логика на ДУИ, што тоа на седа само ништо добро нема, мислам да им донесе, може евентуално дополнително да им го наруши рейтингот. Едноставно овој дел ќе го гледам како почеток на кампањата, а кампањата на ДУИ тој технички премиер, технички нема нека суштинска улога. За ликот и делото на Талат Џафери знаеме сите добро и генерално може само така да се гледа, како почеток на предизборна кампања. Ние, значи, Драган, еве, уште попластично да се изразам, следната влада која ќе биде било која да е, било кои партии да ја формираат, не е битно. Она што треба прво да го договорат, не за тоа дали премиерот ќе биде албанец македонец, дали председател на собрание ќе биде албанец македонец, така натаму, и така да се крои владината стратегија, туку треба прво да одговорат на едно најобично прашање. Дали ние сме согласни дека ќе ги почитуваме законите на оваа држава? Сите. Без разлика на етничка припадност, без разлика на политичка припадност, можеме да се согласиме околу таа точка. Еве, формираме влада. И тој што е стварно чесен, навистина, што сака нешто да направи, треба да каже доколку ова не го прифаќате, јас не сакам. Не учествувам. И толку. Ние до тој момент никако не можеме да дојдеме, за жал. Ако тоа се случи, тоа ќе биде почеток на тој што велеше ти глобалниот ресет на државата. Бидејќи најголем проблем е гањето неказнивост и немањето правна држава. Ако правната држава се постави еднаш во елементарно пристојна состојба, сите работи ќе тргнат, ќе почнат да се редат како, знаеш, кога ќе направиш темел на куќа како што треба, после другото ќе се оди нагоре подобро. Зошто американците најмногу инсистираат, зборуваат најмногу за судовите и обвинителствата. Гледате дека сите нивни пораки се судови и обвинителства. Таму е клучот.
Таму е клучот на се. Ако функционира судот и обвинителството нормално, се ќе функционира. Значи, ако ти знаеш дека ќе бидеш казнет за тоа што ќе го направиш, без за разлика дали си министер, премиер или што и да си, ти нема да смееш тоа да го направиш. Ако знаеш дека има реперкусија. Ај може и вака да објасниме попластично за да можат сите гледачите да сватат устари што значи добро судство. Не значи само брзо решавање на спорови едно друго. Пример, некој ќе рече кај мене во училиштето во Малско, општината не направила пешачки премин. Училиштето не де Боже се случува проблем, тука се удира човек, така? Сега жртвата, меѓу другото, може да ја тужи општината зошто не направила соодветно обележан пешачки премин и да ја добие. И ако функционира правната држава и ако судовите се ефикасни, тоа ќе функционира. Така што во тој момент, во таков поставен систем, градоначалниците ќе направат се што треба да ги заштитат децата, меѓу другото и да не се стават во ситуација да одговараат. Мислам, сакам вака на наједноставни, најситни работи, мислам, ова не е Добро. ситно, само да не знам дали сум јасен што сакам да кажам точно. Апсолутно, Горан повели. Многу ми е драго што сега на теза моја потврди што ја кажам на само висце на каналот пред околу месец дена, бев таму прашан што мислам за коалиција евентуална меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, тогаш реков и се уште стојам на ставот дека не е важно кој ќе влезе во идната влада, дали ДУИ или БЕСА или ВМРО или СДСМ, не е важно. Важно е да седнат тие што ќе ја прават владата и да се договорат дека од денеска натаму, од не знам таму 25-30 јуни или 5 јули кога ќе биде формирана владата, не е важно, ќе важат законите за сите. Тоа е суштината на проблемот. Подосна, за жал, бев сериозно напад на социјалните мрежи и од ботови на СДСМ и од ботови на Левица, кои што рекоа, ово е за влезна ДУИ во владата. Не, се работи за принцип дека законите мора да се почитуваат, инаку никој од нас нема да остане во Македонија. Тоа треба да биде јасно. И уште една работа околу Талат Џафери за премиер. Со еден пријател мој вчера разговараме, му честитав, не сме се чуле одамна, ми честиташе тој мене Божит, инаку албанец, близок на ДУИ, му честитам, веламе премиер, ки имате сега. Тој се чувствува навредено. И во право е човекот, вели, ние албанците сме само за технички премиери, ние не можеме да бидеме нормални премиери председатели на државата. Навреда, вели, според мене, навреда, велам, еве, слободно дојди кај нас во емисија и кажи го стават. Вели, не е така. Вели, не е така. Да не се случи после да ми влезат и мене 7-8 души дома. Значи, затоа реков, преска тоа што го зборев е сериозна работата. Талат Џафери ќе биде премиер, технички, ДУИ ќе освои некој глас повеќе, и тоа проблемот нема да се реши доколку не седнат сите релевантни, тие што добиле политички легитимитет, да се разбереме. Тоа е единствено мерило за некој да управува со државата, и да речат од денеска беше што беше, од денеска заедно со нашите партнери, тука согласувам со сеат, дека тој што ќе сгреши ќе одговара. Друго решение за Македонија нема. Да, околу вториот елемент што го зборуваме, би се вратил повторно. Ни треба помош, која што ете ни ја даваат на некаков начин, меѓутоа погледнете што се случува во Европа во моментов. Европската унија се наоѓа можеби во една многу сериозна криза и глобално како проект, и ако сакаме и земите, најголемите меѓу нив. Во Германија имате во моментов најголеми протести, ми се чини, во историјата на таа земја, на земјоделци, на машиновозачи, на не знам што се не, блокирана земја, значи објективно прво се замара самата со себе, а потоа со сите други. Цела Европска унија е оптеретена со конфликтот меѓу Русија и Украина, се мача да произведат оружје, се мача да дадат помош и така накаму. Во Полска имате ситуација каде што не знам министер за внатрешни работи го уапсија буквално денеска, правеше министер за внатрешни работи, таму има некаква пресметка очигледно на релација председател премиер и премиерот со претходната влада. Значи во Франција паѓа премиер, ставаат некој нов, целото општество се буни дали тој заслужува, некаков го обвинија дека е некој млад пребогат човек кој што никогаш не излегол од Париз, па сега добил шанса да владее со цела Франција, што не било никогаш случај. Да не ги пребројуваме сите проблеми што ги има на секаде на Европската унија, сакам да кажам колку Европската унија има самата сила и енергија да се занимава со нас, и не само со нас, еве и со целиот Балкан во ситуација кога тие самите се чини во момент не знаат како. За жал работите не ни одат во корист од таа гледна точка, навистина е така. Европа има проблеми, инаку јас би кажал веќе полого време, има идентитетски проблеми, има организацијски проблеми.
има демократски проблеми, има мигрантски проблеми, има силен мигрантски притисок кој не стивнува и нема изглед дека ќе стивне во скоро време, но војната во Украина сето тоа го мултиплицираше, бидејќи создаде и силна економска и безбедносна криза дополнително. Значи Германија, знаете што значи ако Германија економскиот джин, моторот на Европа е во рецесија. Да. Значи целата Европа е во проблем тука, тоа е страшен проблем. Тоа се многу пари. Незамисливо за нас колку пари и навистина тоа што го кажуваше така. Тие имаат премногу своји проблеми за да можат сега да се фокусираат премногу на нас, а тоа не ни е во корист. Тука се разбира и се и Соединетите американски држави кои прават се што прават, тие имаат стратегија за делување во секоја земја поединечно, се обидуваат тоа да го менеджираат. Добро, тоа е глобална сила, меѓутоа и кај нив имаме сега предизборие во кое што се кршат копјата меѓу две прилично антагонизирани страни. Но пак се навраќаме на моментот, нема ништо тие да направат повеќе од ова што прават. Бидејќи ме разбираш, тоа е проблемот. И да се фокусираме на нас, тука им завршуваат ингеренциите. Виденски? Мислам дека мора да се согласувам, мислам точно тоа е објективна реално што го зборува сега што се случува во Европската унија. Меѓутоа мислам дека секогаш кога сме биле ние наред нешто да направиме некаков исчекор, секогаш нешто се случуваат, има кризи од различен вид, стварно мислам дека ова време кој што ќе биде потребно на Европската унија да се консолидира, тие цело време викаат дека потребни се прво да направат сопствени вратнешни реформи, па потоа да размислуваат. Да, тоа време ние место да плачеме колку сме обесправени, мислам дека навистина треба да го искористиме и да направиме конечно нешто со самите себе. Колку што можеме сами во овие услови. Секако во иднина доколку ни се отвори патот, нели со преговори така работи, тоа е несомнено дека ќе ни се забрза и прогресот како држава. Меѓутоа, сега како што се случуваат работите, мислам дека ќе треба да се засвртиме малце кон самите себе, имајќи опреди дека и оваа година има избори во Европскиот парламент, а во многу држави се подем партии кои што не се толку благонаклони кон проширувањето, дори има и подем на евроскептични партии, гледаме у Холандија што се случи на последните избори. Да. Така што мислам дека работите се такви какви што се и се што треба ние да направиме да конечно да си ги поставиме работите дома колку што можеме на здрави основи. Добро, меѓутоа ние години не можеме да влијаме врз процесите што се случуваат во Европската унија, а процесите што се случуваат во Европската унија многу влијаат врз нас. Така е. Меѓутоа ние потрошивме години и години буквално фаќајќи се како слепи за стап токму за тоа. Европа ќе не оправи само уште, со Грција, само уште со Бугарија и тие ќе не оправат. Тоа според сева со ние го дебатираме тука и прилично логично делува, ние постојано имаме погрешен пристап. Наместо внатрешна реформа, наместо внатрешно подигање на стандарди, наместо внатрешна работа за оправање на институцијата, ние чекавме Европа нешто да среди за нас. И сега кога отворено ни кажуваат, дечки, нити имаме време, нити волја, него снајдете се сами, што треба да се самоубиеме, да се распаднеме, да речеме доста веќе нема да живееме, што? Има она легендарна изјава на Зоран Заев кога рече нас не треба камшикар. Да. И звучеше малку смешно тогаш кога го каже и како имаше таков стил, нели, на изразување. Но тоа е навистина така. Нас стварно не треба камшикар, но еве констатиравме ние вечерва тука во емисијата дека нема да дојде камшикар, треба сами да се средиме. Знаете, има сега ќе бидам досаден повторно ќе употребам терминот физиката. Вториот Њутонов закон за термодинамика вели дека ентропијата секогаш се зголемува. Ентропијата е нередот всушност. Значи од формирањето на космосот не иде универзумот кон поголем ред, туку полека кон неред и на крајот ќе биде распаѓање на се. И така, но така и во политиката и во животот. Вие гледате што се случува во светот. За жал, ентропијата се зголемува во целиот свет. Како никогаш порано, тоа ќе би беше и следното прашање. Реакција. Кај нас, значи, корупцијскиот канцер кој има зафатено државата само ќе се шири, ќе метастазира понатаму. Тој нема да запре, тој нема начин да запре.
Тој не можете вие таму тие судии кои сите партиски составени, сите тие обвинители, сега од утре они да почнат да судат реално или правилно. Невозможно е. Затоа зборувам за тој ресет, дека бидејќи ресетот ја враќа ентропијата назад. Те враќа во ред, па потоа имаш пак да речеме повторно 20 процес на 30 создавање години. неред, со кој што ќе може да се бориш од повторно. Да. За тоа ни е нас потребно враќање назад, потребно ни е едно коренито средување за да се оправиме. Инаку вака не сакам да звучам песимистично, но за жал ќе биде само полошо. Влегувањето во Европска унија или преговорите, еве и да ги почнеме, прашање колку ќе не средат секогаш се даваат примерите на Бугарија и на Романија. Кои што не се баш наидеални. Да, далеко посебно на Бугарија, на нашите источни соседи кои ни кажуваат што треба да правиме. Нема да не оправи тоа. Значи доколку не се оправиме сами. И тоа е. И како? Повели Виденски. Пак се прашањето како да се оправиме сами. Со политичка волја, без политичка волја нема. Значи мора политичка волја силна. Дали во моментот Македонија бидат... располага со политичка гарнитура која што може тоа да го направи? За Или жал... барем да почне да го прави? За жал не гледам. За жал не гледам. Не знам. Може би грешам. Дај Боже да ме дементираат и да ме поправат. Било кој, не е битно. Но за жал јас не гледам. Ќе се смени нешто според мене и моето скромно мислење кој ќе се појави, кој ќе дојде на власт некоја екипа која што ќе биде подготвена и самата себе да се жртвува, буквално да се жртвува за од корен да ги Тоа е онаа теорија за влада која што би требало да биде свесна дека за 4 години ќе падне, меѓутоа да направи реформи кои што ќе бидат болни и нема да им се допаднат во прво време на граѓаните, меѓутоа консеквентно последично понатаму ќе донесат резултат. Епа Черчил, кој е подготвен за таква нешто? Черчил после победата во Втората светска војна губи власт. Паѓа на избор. Тоа е тоа што го зборуваме. Болно е тоа. Болно е што го збори Александар, треба жртва, само жртва. Навистина треба само жртва за некој што ја сака државата. И ќе се жртвува, ќе каже во ред и да паднам, не ми е гале. Јас сите овие интриги, политички сплетки, таа коруптивна цела маса ќе ја раскринкам, ќе ја растурам по секоја цена. Горан, можеш да, јас би рекол, последни зборови од тебе за вечера? Да се спротивставам на Сеат на неговите физички теории и практики. Додуша, дефиниции со една друга филозофска мисла која што многу филозофи, многу научници анализирале. Еден од нив чинам дека и Хабермас, кој што велат дека кризата е многу добра шанса за општествена трансформација и тука мислам дека постои консензус меѓу сите и овде во студиово и меѓу политичарите дека кризата во која што Македонија може да се искористи на позитивен начин. Јас сум оптимист дека после мај ќе седнат сите релевантни луѓе на маса и ќе тропнат на маса ако треба и ќе се договорат дека кризата мора да заврши и да почне изградба на обнова на духот, се уште една филозофска размисла, но на вистина без таков општествен договор Македонија многу тешко ќе опстане, а има капацитет и мислам дека има надеж да се среди работата и да излеземе од криза. Бога ми, мора да признавам. Да. Повелителски докажи да. Оптимизмот ми се допаѓа, да. Влеговме во сршта на проблемите, ми се чини, на македонското општество, во исто време недоговорено апсолутно. Сите дојавме до една конклузија дека простор има за оправање, меѓутоа потребна е снажна пред се политичка волја, меѓутоа и снажна граѓанска волја која што ќе го потикне целиот процес. Многу филозофски сме расположени вечерва. Како и да е 23 часот и 40 минути, Сеат Ризвановиќ, Александар Виденовски, благодарам за вечерашното гостување. И благодарам на поканата. Ќе ни простат гледачите што имавме ети мали закачки. Мислам, предпоставам дека поголем дел од нив не знаат и дека долго време работевме заедно тука од Алфа, лично сме блиски пријатели. Никој не може тоа да го замери. Во секој случај, да, Виденовски, да не навлегуваме, Виденовски е реков еден од подобрите диџеи во Македонија. Некој велат има обожавателки, јас велам нема, меѓутоа оптимизмот никогаш нема да запре. Нема обожавателки. Драган, никош се живее во свој паралелен универзум со негови правила, па така што оставемо, нека се каже ќе го помине. Сега он дома треба да оди. Треба дома да оди, се разбира. Затоа реков нема никакви обожавателки, иако иднината кој знае што носи. Во секој случај, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Се
надам останавте задоволни од се тоа што го погледнавте и слушнавте. Утре во 15 часот е репризото издание на оваа емисија, а утре вечер во 22:30 ќе ви се јавиме јас и Игор Момировски повторно со нови гости. До тогаш пријатно.